Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, ви благодарам за вниманието. Вчера Венко Филипче со панична пресконференција од Новосело сакаше да го сврти вниманието и да ги прикаже за жртви оние кои тој ги нарече деца. Всушност, вистината е сосема поинаква. Децата на Филипче, кои ги представува како деца на Македонија во Новосело, се лица кои се правосилно осудени на условни казни затвор за насилство и за кривично дело поседување на дрога и наркотични средства по член 215 од Кривичниот законник. Одиме со ред. Еве кои се децата на Македонија според Филипче со кои тој вчера се сликаше. Ви поканувам заеднички да го проследиме видеото. Денеска сме тука во Новосело поради инцидентот кој што се случи синоќ со децата на Новосело, со децата на Македонија. Nein, geh weg! Ey, was du jetzt her, mein Freund? Wo ist die? Geh her, mein! Wo ist die? Ja, was ist die? Stopp! Со него физички ќе се пресметаат и со него физички ќе се пресметаат. Почитувани, Христијан Евтимов е внук на Вице Заев и менаџер на неговата фирма Total Engineering, на кого му е поднесена кривична пријава врз основа на која е и осуден на година и пол условна казна затвор, бидејќи заедно со Илија Стојанов крвнички тепале луѓе на плоштадот во Струмица. Ова е кривична пријава од 2024 година за која што тој и Илија Стојанов се условно осудени на година и пол условна казна затвор. Илија Стојанов пак, освен што учествувал во тепањето на плоштадот заедно со внукот на Вице Заев, условно е осуден за кривично дело по член 215 став 1 од Кривичниот законник, а тоа е неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, затоа што при полициски претрес кај него била пронајдена опојна дрога. Одиме понатаму. Човекот до Филипче, организациониот секретар на Социјалдемократскиот сојуз, Зоран Трифуновски, е лице кое според јавно достапните информации се гонело за обид за убиство и има богато досие за насилство и тепачки, а токму Филипче го постави на висока партиска позиција. Инаку тој бил вработен во Министерството за внатрешни работи, во обезбедувањето на Шекеринска и важи за близок човек на Зоран Заев, а претходно во 2023 година Социјалдемократскиот сојуз го назначи за директор на Македонски железници инфраструктура. Вистината е дека Венко Филипче, со насилници и лица корисници на наркотични средства и опојни дроги, сакаше да предизвика инцидент во Новосело, за да настрадаат недолжни луѓе и граѓани.
Исто како што пушташе насилници и провокатори во ташмаруништа. Почитувани граѓани, вакви ликови како Трифуновски или пак Евтимов и Стојанов, на кои местото не име во политиката, во името на Социјалдемократскиот сојуз морализираат пред македонската јавност. Ова ли се децата на Македонија според Филипче? Не, токму ова е талогот на општеството. Ова е срамот на Македонија. Социјалдемократскиот сојуз, Филипче и неговите луѓе се срам за Македонија. Ви благодарам. Дали имаме прашања? Ви благодарам.